Почитувани мој, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија, а еве денес зашто ќе зборуваме токму со вас. Давањето изјава на политичарите секогаш има некоја цел. Да се принесе порака до сопствените членови, до политичките противници, до власт. Но во последно време зад политичарите кога даваат изјава стои група луѓе. Она што денес ве прашуваме во Црвена линија, според вас, кои се луѓето што стојат зад политичарите кога даваат изјави? Кои ги бира луѓето да им дишат во врат на политичарите? Им го чуваат грбот или, што би рекле, им го држат стравот? Ве прашуваме и која е нивната потреба да бидат на говорницата зад политичарите. Дали според вас се платени, имаат ли бенефити од дишењето во врат? Имаме и прашање плюс, но ова прашање можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм. Затоа заследите не веднаш и кликнете на Инстаграм стори. А таму на Инстаграм стори ќе ве пречека денешното анкетно прашање. Односно, дали би застанале зад некој политичар додека држи говор или дава изјава? Имате две опции за одговор, да не кликнете на вашиот одговор, зависно тоа која е вашата опција, пресметано во проценти, како и секој издание на Црвена линија, ќе ги соопштиме резултатите таму некаде пред рекламите. И секако со нетрпение очекуваме да го стартуваме ова издание и верувам како и секогаш во огромен број ќе бидете активно инволвирани во оваа дискусија, затоа што и вие верувам сте се прашале, а можеби некој од вас и имал функција да доживее да стои зад политичарите кога даваат некаква изјава или испраќаат порака. Така да 02-307-0005, нашата линија е отворена, со нетрпение очекуваме да ве вклучиме и секако напомена, она што не се менува од технички аспекти, да ве замолиме со вклучувањето во Црвена линија целосно, значи целосно да се намали тонот на телевизорот. Јас и вие ќе зборуваме само преку слушалка, така да изоставете го и вклучувањето преку интерфон, односно зборувањето преку спикерфон. Ќе го поставиме секако прашањето кое што е на Инстаграм и во живо за оние кои што ќе се вклучат веќе денес. Интересно што овие прашања, кои се луѓето што стојат зад политичарите, кои ги бира луѓето, дали секој може да застане зад политичарите кога испраќаат порака или дават изјава. Сушност, според вас, зошто стојат? Која е нивната функција? Кои се тие луѓе? И секако дали мислите дека им го чуваат грбот на политичарите или можеби политичарите така помалку имаат трема од јавен настап? Која е нивната потреба всушност да бидат на говорницата на политичарите? Според вас дали се платени или имаат некакви бенефити, што би се рекло, од тоа стоење зад политичарите на бината? Ако имаме гледач, да почнеме веднаш со Црвена линија. Добар ден! Добар ден, Тина, на телефон Коста од Струмица. Добар ден, Коста од Струмица. Еве, ви се случало ли во животот да стоите зад политичари кои даваат изјава, да речеме, за јавноста? Никој пат не сум бил. Еднаш, кога беше председател Борис Трајковски, со него се поздравив, многу добра личност, кој, мислам, таква личност веќе во земјата никој пат нема да се роди. Борис Трајковски беше еден од најдобрите политичари за мене, мислам. Сега според вас, кажете ми, Коста, дали ме слушате? Според вас, кои се луѓето што стојат зад политичарите? Не знам да ти кажем искрено, те само ти стоят некои што са платени, што треба да дават изјава. Има и такви, мислам, што секој политичар позади себе, пиар служба, мислам, имат некои состаноци што треба да кажат. Мислам, јас не сум многу политичка определен, но мислам за секој политичар би стоил да се, како треба да се однесува, што треба да дават изјава, како што има на познатите пиар и така и кај политичарите има. Како граѓани не ве дали повеќе ви се допаѓа политичарите да бидат сами кога даваат изјави и испраќаат пораки, или пак е подобро кога имаат во позадина луѓе кои што стојат зад нив? Сами подобро е да дават изјави сами, од што го мислат и тоа да го кажат, а не позади ник да стојат некој друг, како сурфери, што им викам, мислам.
Имајте среќен ден и се најубаво. Тие не имат други повеќе. Најсреќен ден, секако ви посакуваме, Коста. Поздрав до Струмичани преку вас и благодараме ве што земавте учество. Бевте првиот гледач со кој што и го започнуваме ова издание на Црвена линија. Ги слушаме првите одговори од Коста Бургов од Струмица, сега да ги слушнеме останатите ваши одговори на денешните прашања. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила малку погласно. Добар ден. Добар ден. Да почнеме вака. Дали досега во животот ви се случило да стоите зад политичари кои што даваат изјави или испраќаат некаква порака? Па, не ми било интересно тоа да го правам, а не сум толку бил ни близок со некој политичар, така да сум нема потреба да партиска задача. Тие луѓе имат и партиска задача, тие што стојат зад грба нивни. Јас толку не сум, како да Добро, кажам. според вас која е нивната задача покрај тоа што стоја? Дали тоа значи да дадат тие поддршка или да чуваат од трема, од страф, од што? Па тие сакат како прво и прво самите луѓе што стојат зад политичарите или до политичарите сакат да бидат видени. Дека сете блиски со нив, па едно, па друго, такви работи. А друго, очекуват нешто во тој политичар ако добие или било како, очекуват нешто да добијат и тие. Значи, Според вас секој може кој што еве ќе посака или ќе добие задача да застане или се прави според вас некаков избор за луѓето кои што треба да се појавуваат во јавноста зад политичари? Може и тоа постои, може и има и партиска задача. Јас сепак велам, има партиска задача кој кај ќе биде и кој кај ќе биде поставен, кај ќе биде обезбедувањето, кај ќе биде човекот. Така, како граѓанин, дали повеќе, политичарот. се извинувам, дали повеќе ви се допаѓа да има луѓе зад политичарот кога испраќа порака или да дава изјави сам? Добро, ќе слушаме. Благодарам секако за вашите одговори. Еве денеска водиме една активна дискусија со вас и ќе ни биде особено мило еве да се вклучат и оние кои што досега немале искуство во вклучување на контактна емисија. Зад мене се разбира ги имаме пораките, односно тоа е сценографијата на Црвена линија, но денес ве прашуваме во истата кои се според вас луѓето кои што стојат зад политичарите кога политичарите се обраќаат до јавноста, даваат изјава или испраќаат некоја порака. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Чека да го смалам гласот само. Така, ете, тоа е неминовно, така. мора да се направи за да се слушнеме подобро. Јас сум прекрасен, вие како сте? Одлично сум и јас. Благодарам. Сега да ви кажам само едно. Прашувате за политичарите. Не прашуваме за кои се според вас луѓето кои што стојат зад политичарите кога во јавност даваат Ама изјава. нема и да. Ја кога бев млад и Тито доаѓаше и ние му фрлавме цвеќиња. А сега сите политичари има хеликоптери над нас. Тоа убаво ли е? Дали се слушаме? Да, ве слушаме, продолжат. Например, некне бе, ја тоа време го памтам, ама сега политичарите се како што беше априлската шега. Знаете на кинески како се вика директор или политичар? МС сака, МС зима. Така се нашите политичари. Тие, например, не знаат да работат за народ, за својот джеп. Лева рука, десни джеп. А еве, според вас, дали вие би застанале зад некој политичар додека држи говор или дава изјава? Јас со Борис Трековски бе пријател, ама пријател приватно. Он доаѓаше кај мене кога не беше овој председател. И доаѓаше кај мене у дуќан. Ја работев у трговија. И доаѓаше и вика секоја чест. А сега што сега? Ајде, дали повеќе ви се допаѓа политичарот да биде сам на сцената, да биде. отколку да има луѓе во позадина? Сам да биде, не му треба обезбедување. Ако е чист, ако не е чист, онда не ga има обезбедување.
Така, благодарам многу. Еве гледачот смета дека луѓето зад политичарите најверојатно се обезбедување. Ќе видиме какви одговори ќе дадете вие. Останатите кои што допрва ќе ве вклучиме. Добар ден. Здраво, Здраво, поздрав и до вас. благодарам и вас исто. Еве сте во низ живото дали сте стоеле зад политичари кои што даваат јавно изјава, држат говор? Да, ако е сам на своето, поддршка има од мене лично. Ама за овие 30 години јас увидов дека овие наши политичари се само обични марионети во рацете на многу повисоки слоеви, тоест луѓе од надвор. Дури ни нашите бизнисмени не се толку моćни. А според вас, кои се луѓето кои што стојат зад политичарите кога држат говор, даваат изјави? Па луѓето се све претежно административци од, да речеме, од америчка проминенција, британска проминенција, дел од ЕУ. Така да ЕУ многу не се прашува. Британците и американците се главните што ги влечат конците и кои Сакате да кажете дека се странски државјани луѓето што ги гледаме кога политичарот дава некоја изјава за јавноста? Значи, ние нема потреба да го видиме тој што е администраторот од Запад. Доволно е да го наштелува, да го како компјутер кога се податоци кои му се дават и он треба сега само да ги реализира тие директиви што му се дадени и мора да игра пиперевка пред тие луѓе. Дали би застанале зад некој политичар додека држи говор или дава изјава? Ти кажав, само ако е сам на свој на своето, ако е своји мисли кажува. Поздрав. Поздрав, добро, благодарам многу. Ќе бидеме, еве, ќе ви покажам дека оваа дискусија секако одговорите можете да ги дадете и на социјалните медиуми. На Facebook сме секако црвена линија, но темите ги објавуваме на Facebook и кога станува збор се разбира и на профилот на Телма телевизија. Меѓу другото и на Инстаграм, покрај тоа што еве можете активно да земете учество во денешната анкета, каде што прашуваме дали би застанале зад некој политичар, тоа значи дали би застанале физички зад политичар додека држи говор или дава некаква изјава. Еве како изгледаме таму. Дали може да им покажеме на гледачите како сме на Facebook, црвена линија е нашиот профил, еве низ фотографија. Значи, ние денеска всушност ве прашуваме за луѓето кои што најчесто ги гледаме, се разбира во позадина, кои што стојат зад политичарите кога се обраќаат до јавноста или имаат за цел да дадат некаква изјава. Тука прашуваме и кои ги бира луѓето што им дишат во врат на политичарите. Дали би застанале или вие да бидете зад политичарите додека даваат изјава, ќе видиме што ќе кажат гледачите допрва. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Да ти кажам најискрено, јас имав таа привилегија чест да го запознам Борис Трајковски пред да стане председател и тој беше човек од народот. Значи тој беше, и ја би застанала позади него, затоа што беше нормален. Не леташе во облаци. Сега во ова денешно време, да ти кажам најискрено, би застанала позади Гордана Сиѓановска, затоа што јас неа ја среќам во парк, си правиме муабет, ја среќам на пазар. Според вас, кои се тие луѓе? Не е тоа еден човек, повеќе луѓе стојат зад политичарот кога дава некоја изјава. Кои се тие луѓе? Па тие луѓе се, знаеш кои се тие луѓе? Еве јас ќе застанев зашто ја обожавам жената како жена, како личност. А инаку, тие што дишат позади се или потрчковци, или лажговци, што му кажуваат дека се позади него, уствари очекуваат нешто да добијат за возврат, а тој што е некој си од тие им верува на нив, мисли дека го сакаат и дека ќе го поддржат во се. Значи, дали еве како граѓанин повеќе ви се допаѓа политичарите самостојно на говорница или било каде да даваат изјави, држат говор, или подобро остава впечаток кога има и луѓе позади? Па да ти кажам најискрено, ако тој сигурен е во се, зашто му треба тие луѓе околу него, и мене не ми...
Така, благодарам за вашето учество и секако за одговорите. Секако ќе напоменеме дека ќе имаме денес една активна дискусија, секако меѓу другото ќе ве подсетам доколку не ви се доволни оние утврдени 90 секунди за едно излагање, слободно можете да го завртите повторно телефонскиот број за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Благодарам ти, че сме оздравената линија, ајде да спомнеме кои се тие луѓе. Па луѓето кои што немаат кредибилитет се претежно избрани или од мафијата, или од некои други еминентни политички организации. Значи, не се луѓе кои што можат да се потврдат дека се за работите во Македонија да стојат направено и во право место. Поред вас, еве, на говорницата, која е функцијата на луѓето што стојат зад политичарот кој што дава изјава? Па едноставно му држат сенка од позади, значи да не го бие многу температурата. Ја за Ковачевски знам дека тоа е, пошто луѓе без перцепција и без некоја поголема интелигентна или интелектуалност, што може да го Дали вие би застанале зад некој политичар додека држи говор вака на говорница и дава изјава? Па искрено, да, кога работев као бодигард, значи за добри пари од 4 до 5.000 евра, тогаш се жртвуваш, значи со твоето тело заштитуваш дел од луѓето, таа е значи некоја голема наклаватура од луѓе кои што од нешто се плашат, а иначе бараат од народот гласот да им го дадат, значи за тие да водат нешто, да ракуват. Тука е проблемот. Ви се чини ли дека е подобро, поголем ефект има ако политичарот е сам на говорницата и се обраќа кон јавност, или подобро да има луѓе во позадина? Па да, зошто тоа? Да, добро, благодарам многу. Секако денес имаме, ќе повторам, жива дискусија, така да ќе ви упатувам јас прашања за да идеме да имаме еден жив разговор меѓу себе. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас се надевам дека имате во предвид, особено оние кои што, а верувам такви ќе има, кои што за прв пат еве ќе посакаат и ќе добијат порив да се вклучат во црвена линија, да го намалите целосно и тонот на телевизорот. Добар ден. Дали се слушаме? Тина, добар ден. Добар ден. Па, вака многу функционери знам, ги познам, сум разговарал така, ама нормално сум разговарал. Сум ги критикувал за нешто и да седам позади грб на некој. Немало теорија. Абе, теорија немало. Теорија. Знаеш што? Многу и роднини имам политичари, тоа е јаки политичари. Абе, ја не знам, знаеш, народот после се скликаат со ни, се фалаат дека искочиле на телевизија. Еден на работа ми доаѓа, се сликал со некој политичар, вака на говорница искочил и ми ја дава сликата да ја видам. Што се сликал. И ја му викам, да ја сакаш да ја искинам и зашто ми ја да ја викам? Да ја искинам или... Но еве, која е функцијата, нели кога... Се извинувам, политичар дава изјава, се обраќа до јавноста, секогаш на говорницата има голем број на луѓе кои што стојат. Па тие се гребатори. Што ги... Слушаш, Тина, тие се најјаките гребатори, најјаките лигуши гребатори за работни места, тие. Ете, нека ги памти народот кој стојат позади овие нашите политичари. А еве да ме прашам дали се врши селекција кој ќе застане зад политичар? Не, знаеш како и да тие работи. Лидерот ќе се јави, например, на некој у министерство или кај градоначалник, и градоначалникот ќе дојде и ќе си донесе четворица, петорица. Така, благодарам многу и вам и за учеството и секако за вашите одговори. Ќе ве подсетам, можете и да коментирате и споделувате Facebook Црвена линија, се разбира Facebook и Телма телевизија и таму ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас и она што е најважно, секако не заборавајте да земете и активно учество на Инстаграм анкетата. Повторувам денес прашањето е дали би застанале зад некој политичар додека држи говор или дава изјава. Имате опција да одговорите на Инстаграм со да и не, а многу подетално се разбира со директно вклучување во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас.
На линија сум? Да, на црвена линија сте. Благодарам. Кои се Благодарам. луѓето што стојат на говорница за Прво политички? тие што стојат за позади, значи оној кој што го ја дава изјавата, тие се на некој начин да му направат имидж колку е важен неговиот говор и колку има тежина неговиот говор. Меѓутоа, за мене лично, тежина нула. А сето тоа е фарса, еве колку ние работиме, колку сме почитувани меѓу граѓаните, ние работиме за граѓаните, тоа е се некоја маска, нешто сакат да прикажат, а не знаат што да кажат. Дали зад политичарите во тој момент стојат граѓани или кои се тие луѓе? Па тоа се претежно луѓе на партијата. Јас не би отишол ако не е од мојата партија. Ако ме поканат, ќе прашам зошто. Меѓутоа, некој не прашува, сака да застани, да биде виден, да биде снимен, па на некој начин, еве, јас бев тамо, бев присутен, па тој даваше говор оно. Ние луѓето сме чудна материја. Сакаме во се негдека да покажеме, да прикажеме нешто што стварно, за мене тоа не е добро. Тој што треба да даде изјава ќе си даде, а новинарите се должни тоа што ќе го каже. Ако се 10 новинари да не дават 10 различни написи, да го кажат суштината оно што го кажа тој и крај. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам за јавувањето и секако за вашите одговори на денешните прашања. Денешните прашања се: кои се луѓето што стојат зад политичарите? Кој ги бира луѓето да им дишат во врат на политичарите? Дали според вас тоа се луѓе кои што имаат задача да им го чуваат грбот на политичарите или што би се рекло да им го чуваат стравот, може би имаат трема од јавен настап? Всушност, која е потребата токму од тие луѓе да се најдат физички на говорницата зад политичарите? Дали според вас се платени, имаат ли некакви бенефити од нивното стоење во позадина? Ќе видиме какви одговори ќе дадат токму граѓаните, односно гледачите на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Ви благодарам, поздравам и јас вас и сите граѓани на Република Македонија. Големо благодарам. Сте стоили ли некогаш зад политичар додека дава изјава? Да, сум имал прилика да стоам, зависи од кој аспект. Мислам, јасно мене ми е прашање, меѓутоа граѓаните вака. Често пати има во агенда позади политичар да стои телохранител. А има, зависи од која фешта. А ако настапи, например, во некоја општина каде што ја представува партијата, ги повикува сите политички симпатизери негови, кои што го прифачаат. За да кажат дека јавноста, дека позади него стои маса на луѓе. Пред се, ако се работи за тоа, неговите сопартици, како да се изразам, што доаѓа, зависно, дали е на општинско, каде и испаѓаат. Сакам да кажам, ако се работи за тоа, тоа е. А иначе единствен човек, Бранко Црвенковски, кој што немал ни телохранители, верувајте, дека не сум бил со него во партија и баш не сум бил ни симпатизер на СДСМ. Верувајте, он си шетал секогаш сам, без и денеска човекот е во пензија како експониран со разни муабети, си шетат во капиште со неговиот љубимец. Дали ви се чини дека поголем ефект ќе има обраќањето кон јавноста доколку нема никој во позадина, односно политичарот сам е на говорницата, на сцената? Па сам ако биде политичарот кому представува партијата, што ќе работи он? Мора да представува нешто. Ако има, јас кажав, зависно од агендата, ако презентира нешто мора да има, ако е сам, значи политичката партија негова не е присутна тука и нема више народ, за него тоа не е функционално. Така, благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме понатаму, до сега ве слушавме најразлични одговори и размислувања, продолжуваме со истото темпо. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас. Видете, политичарот ако е наоружен со знање, ако е грамотен, не му треба позади него налепници, отрчковци, боси. Тие луѓе се и гладни, и боси, и страдни, и за мене се нешколовани. Јас да застанам за некој што ќе зборува. Тоа кој е свесен, ако има познавање, ако е наоружен со знање, не му треба никој позади него. Тоа се, како да кажам, некоја храброст му држат, тој ќе зема сила. Што сила гледате какви гафови лупат?
тие од председателот, од премиерот, мислам, ајде го вешам овај албанецот Џафери. Мислите ли еве дека се врши некаква селекција кој би можел да стои физички зад политичарот додека се обраќа на јавност? Па види, кој можел да стои зад политичарот што зборува, така? Да, дали се врши некаква селекција? Кој може да стои? Од една страна он си бира такви како заштита да има храброст, од друга страна таа ниско, мизерно, како да речам, простотилук. Мене кој ќе излезам ја она што треба да кажам за државата да ја водам, никој не ми треба да ми смета тука, ни пред мене, ни зад мене. Ама тие се неспособни и тој политичар што држи некаков говор, се со гапои се служат и ако нешто греши, ќе почнат аплаузано да го покријат. Може за тоа ги вика. Благодарам многу за јавувањето. Секако и на поранешен Твитер, сега веќе платформата X, побаравме да видиме твитови, ќе кажеме слободно, коментари кои што наназад годините токму зборуваат и се однесуваат за темата за која што зборуваме денес. Што значи дека појавата, ваквата појава, односно поединци и луѓе кои што стојат зад политичарите на говорниците кога овие се обраќаат до јавност или даваат изјави, датира многу поодамна. Така да, еве, налетавме на еден коментар, односно тогашен твит уште од 2015 година. Алчинов напишал: "Не ги разбирам овие луѓето што стојат позади политичарите кога овие вторите даваат изјава. Деме ги бранат или што?" Па еве и ние ве прашуваме, кои се луѓето што стојат зад политичарите? Гледаме дека ова е појава која што веќе подолго години и е карактеристична кога политичарите јавно се обраќаат до граѓаните. Зошто е тоа така? Дали сметате дека е подобро можеби политичарот сам да биде во позадина, да не стои никој, или пак е токму подобро и поефектно да ги има тие луѓе? И кои се тие луѓе? Дали ти имаат бенефит од тоа стоење, дали се платени? Тоа ќе кажете вие. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Благодарам и вам. Вака сега. Сакаме да знаеме вистината или ова што е на слика. Значи, кога ќе излезе политичар на сцена, зад него стојат тие што го поддржуваат, што го оправдуваат. Ме разбирате, да не кажам некој друг збор. Меѓутоа, тоа не е суштината. Ако сакате да знаете вистината, зад секој политичар стои капитал. Нечум да кажам како се викаат тие луѓе. Кај нас се створи една структура во овие 30 години, кои што стана богати газди, а немаат никакви траги и корени од такво нешто, и сега никој не мрда без нив. Знаете ли зошто ние не сакаме да влеземе во Европа? Мислите дека тоа така некој му текнало? На тој капитал му е добро во оваа држава, ве молам. А ова е, извинете, ама ова е селско буниште. Овде може секој да прави што сака. Знаете ли како изгледа тоа во Европа? Па во Европа има, и они имат пропусти, има ред и поредок. Па има прописи, начин на однесување во бизнисот. А не вака дива лига. Вас како граѓанин, дали поефектно и помукно би ви изгледало политичарот сам да биде на говорницата на сцената, или е подобро кога има луѓе во позадина? Подобро да е сам, меѓутоа позади во сенка ви кажав кој стои. Ме сваѓате? Така, добро, благодарам многу за вашите одговори. Ние зборуваме секако за оние луѓе кои што ги гледаме, еве, секој од вас, верувам, редовно следи вести и гледа кога политичарите се обраќаат кон граѓаните, даваат изјави, одговараат на прашања, и секогаш во позадина гледаме поголем број на луѓе кои што едноставно стојат зад политичарите. Денес прашуваме кои се тие луѓе според вас, дали ви се чини дека мора да бидат во позадината, дали всушност им држат страф на политичарите или можеби се поддршка, каква функција всушност имаат луѓето кои што ги гледаме во позадина. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Тина? Да, повелете. Ова темата и да не
да не е дискутираш темата, многу е јасна. Се е јасно. Гледате вие какви луѓе влегуваат во мана, гледате вие какви луѓе продаваат петарди по улица, не одговара, гледате како купуваат сораја, гледате све што ви треба. Да не дискутираме. И сега, таквите луѓе што му дишат ова што пише долу во грбо на политичарите, тие то го прават, јас не го правам. Јас што го правам, онда ќе ме затворат. Кој никој ништо не одговара вече. Кој гледате, ако и гледам политичките емисии, како се понашат албанскиот блок, какова сведа е нивно. Без да замислат тие што беа од 41 до 45 и за кого се бореа и против кого се бореа. Што треба поќе да зборуваме? Што треба поќе да зборуваме? Најдоа мирен народ македонски си чутиме дома, друг не командува, прво тргнете од СДС. 13 души од ДУИ ги командоваја овие 7 години без да мрднат. Кажете ми како граѓанин, дали сметате дека помокшно изгледа политичар кога е сам на сцената на говорницата или е подобро кога стојат луѓе позади него, физички? Тој нормално. Гледам јас, за секој грб му стои, му диши од позади. Мрдни ако смеш. Добро, благодарам за јавувањето, секако и за одговорите, продолжете да не следите. Како и да е оваа појава, се разбира, не е од сега, туку години нанасад. Еве што извлековме од Твитерџи, од далечната дури 2013 година. Джетро се обратил на некој така тоа и му напишал: ми личиш на некој што стои позади политичари кога даваат изјава за телевизија. Па како изгледаат луѓето, каков профил на луѓе стојат зад политичарите? Кои се тие луѓе? Мора да признаеме дека редовно кога ги следиме политичарите, голем дел од граѓаните и се прашуваат кои се луѓето кои што стојат зад политичарот кога ќе даде, односно ќе се обрати на јавност или по потреба треба да се даде некаква изјава. Добар ден. Добар ден, јас сум на линија. Да, и тоа во црвена линија, повелете. Јас сум Ајановски Ташо. Сашо, поздрав до вас. Сега викате кој ги бира. Тие самиот политичар ги бира своите душници позади него, така? Кога ќе лажат, тие позади него носот им расте, а кога ќе збори после нивниот предпоставен, исто му расте носот и овие од позади му го намалуват носот, стига немој да лажеш више. И тие што му дишат, на нив им расте носот, така и овој политичар од стравот да не му изникне носот подолго од 1 метро, али поише може му расте и така. А додека порано политичарите... А врз значи ги бираат според вас? Каков нос ли имаат? Молим? Според вас секој ли може да застане зад политичарот или ги бираат врз основа на тоа кој каков нос има, еве, например? Па нема. Тие се така, а порано кога збореа политичарите, еве да речеме за покојниот Јосип Броз Тито, кој ќе излезеше сам излага. Другиот кој ќе излезеше Борис Трајковски сам позади него. Овие од страв да не им излезе носот позади него што се и него му го сопираат носот за да го не им израсне поголем. Благодарам многу за вашите одговори. Сега го продолжите и вие да не следите понатаму. А кој ги бира еве луѓето врз основна што, дали се прави некаква селекција, еве дали можеби физичкиот изглед има предност во однос на тоа кој ќе застане, односно кои луѓе ќе застанат физички зад политичарите додека даваат изјави и се обраќаат до јавноста, односно до граѓаните. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас во црвена линија сте. Да ви кажам нешто. Луѓето кои им дишат во вратот ги бираат самите политичари, а тие
и ќе го љубат вратот затоа што добиваат добри пари. Тоа не е без пари, да толку е многу за нив се борат, затоа што им требаат пари, имаат пари, добиваат. Дали тоа значи дека се платени според вас тие кои што стојат зад политичарите? Како? Според вас се значи платени тие што стојат зад политичарите? Па платени за него што? Па да ви кажам нешто искрено, и ја би дишала во врат да ми даваат милиони. Дали вршат некоја селекција кому ќе му платат, а кого не според ова што го велите? Се правили некаква селекција кој може да стои, бидејќи не стојат огромни броеви на луѓе? Да ви кажам, а овие што им го чуваат грбот или им го држат стравот, тоа е точно. Им го чуваат грбот и им го држат стравот. Jer ќе дојде време кога ќе треба да се сменат и нема тие државници нема да бидат криви. Ќе бидат тие што им го чувале грбот. Овие пак ќе бидат на слобода. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму да видиме што ќе кажат останатите гледачи кои што допрва ќе ги вклучиме во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас. Фала. Па еве, според вас, кои сте се прашали или кои се луѓето кои што стојат секогаш зад политичарите кога даваат изјави? Ево ќе ви кажам, јас ќе познавам таа проблематика и многу детално ќе ви кажам. Се има правилник за се кој што го се обезбедува. И да сака и да не сака председателот или подпредседателот, кои што сите тие функционери кои што имаат услов, односно исполнуваат условите за обезбедување, тој ќе биде обезбедуван, сакал или не сакал. А овие што растурат гној по патон, по-побој дома да се изметат и да се изчистат, него да прикажуваат нешто што го не знаат. Многу голем поздрав и фала многу, ама немојте да им верувате на овие дали стои дан него некој дали стои или пред него. Тој сакал или не сакал, мора да има обезбедување. Не зборуваме за... Дали тоа значи според вас сите луѓе што ги гледаме се лично обезбедување на политичар? Па ево јас... Да. Ево, например, јас сум градоначалник овде. Зашто не појдам? Па и од друга политичка партија нека е. Ќе кажи нешто паметно. Кој сака нека е председател? Ние што треба да правиме? Да го изседаме председателот. Многу ниски луѓе, многу ниско. Така, големо благодарам и вам што земавте активно учество во Црвена линија. Добро, продолжуваме понатаму да видиме какви одговори ќе добиеме. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас во Црвена линија сте. Па види, нема политичари, има кај нас у Македонија криминалци, лопови, ние 15 години, али Амети трчипе за да го извадиме од ова криминална група, трава оди го куснува. Кажете ми според вас, темата ни е ова. Сме ги гледале политичарите даваат изјави. Секогаш зад нив постои поголема група луѓе. Кои се тие луѓе? Никогаш не треба да ги веруваме. Најдобро Македонија да ги бираше од стрелци и да ги стави парламентот, ќе ја државата многу подобро, него сега што го водат овие криминалци, лопови. Во ред, значи еве да подсетиме која е темата, верувам многумина ова не е нели појава која што е карактеристична само за последниве години, туку долги години наназад гледаме дека политичарите кога и се обраќаат на јавноста, држат говори или даваат изјави, еве ќе бидам попрецизна, редовно се следат вестите на Телма телевизија,
па нели на одредена локација или во однос на некоја проблематика политичарот од новинарите е запрашан и треба да даде изјава. Секогаш зад политичарите гледаме група на луѓе кои што стојат. Според вас, кои се тие луѓе кои што стојат? Зошто стојат? Дали им чуваат страф на политичарите? Дали им олеснуваат да не чувствуваат, да речеме, трема од јавен настап? Која е нивната функција според вас? Како се бираат луѓето за да можат да стојат зад политичарот? Добар ден. Добар ден, поздрав. Поздрави до вас. Кој стои зад политичарите? Па и слеп човек ќе види дека зад политичарите, нарочно зад лидерите, стои лажната македонска аристократија, која нема гени да биде аристократија, заради тоа што македонската аристократија се уништи на некој начин 45-та година, сега овие копуциве... Да не ги навредуваме, внимавајте на употребата на зборовите, ве молам. Значи, сакате да кажете дека ова е некоја нова аристократија, која зошто има... Тоа е нова аристократија, произлезена од разузнавањето, која што беше во УДБА, која што беше во военото разузнавање и... Кажете ми, дали би застанале зад некој политичар додека држи говор или дава изјава на бина? Не можам да застана заради тоа што македонците не произлезе ни еден лидер кој што ќе се го сака својот народ. Све кокошкари произлегува македонците. Ова е лажната аристократија произлезена од разузнавањето и го чува капиталот. Тоа е, моја драга, тоа е целата работа. Треба да поминат 300 години да овие добијат чувство да си го љубат својот народ. Дури го измеша идентитетот. Благодарам и вам за јавувањето и секако за вашите одговори. Веќе следува и времето каде што сите заедно ќе ги погледнеме рекламите. Ајде сега полека да погледнеме како одговорија и оние кои што не следат на Инстаграм. Со оглед на тоа што денеска и вам ви го поставивме прашањето, како и на оние кои што се на Инстаграм, на профилот на Црвена линија, односно дали би застанале зад некој политичар додека држи говор или дава изјава. Со да одговорија 24%, со не одговорија 76%. Тука, драги мои, прво ќе ви се заблагодарам што земавте активно учество и во ова издание на Црвена линија и со оглед на тоа што утре стартуваат, се разбира, предизборните кампањи. Црвена линија ќе направи една пауза, но она што сигурно ќе биде и ќе врти за вас е квизот Заврти на Телма. Така да, драги мои, ако ви недостигам на Црвена линија, секако во една релаксирана и убава атмосфера ќе ве поканам да бидете и понатаму со Заврти на Телма, додека трае паузата од Црвена линија и секако да освоите супер вредни награди. Денес е доволно само да кажеме дека доделуваме фрижидер, па зошто да не и некој од Црвена линија денес да се радува на освоен нов фрижидер. Се гледаме.